Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов и компанија. Добро вечер, Македонија. Еве неповторно во етерот, на YouTube, на Facebook, на Twitter. Маđo, вие двајцата со Вања сте за социјални мрежи. Кај сакаш да има, кај сакаш да има. Кај да посакаш? Секаде помалку. Секаде помалку, баш најприсутни како што треба. Може да не следат на Колку Facebook. време? Месец дена направив или повеќе? Пауза. Добро, сега да не броиме она колку време не е немало. Не е важно толку. Добро вечер во втората сезона на Ноќен експрес. Помала пауза, повторно се возиме и до крајот на годината Ноќен експрес ќе тера од десен со една многу чудна динамика 2 пати неделно, ама додека залади малку потоплово, ќе тераме се по една недела. Една недела. Еднаш неделно, еден час. По еднаш неделно. Еден, така? Значи, што еден час ќе треба да биде многу побрзи, Најбрз. многу подинамични. Ова не случајно ова мајце, носам хард рок. Може би некој му личува на реклама, ама кафе, хард рок кафе во Пекинг. Така да нема никој да не казни ништо. Нема ништо. Може само да не награди. Кој ќе не видат на YouTube, може и некоја паричка ќе падне. Знаеш как што ги карактеризира овие локали? Имаат секогаш некоја интересни артефакти, на пример гитари од некои познати музичари. Дури знам дека некаде во Европа еден мој пријател гитарист видел гитара обесена и подпишана од негов идол, Сатријани, на пример. Да. Концептот е сличен, меѓутоа многу постегнат, подинамичен, гости ќе имаме, меѓутоа нема да бидат по 3-4, ќе имаме доста анкети, ќе имаме слушатели, ќе имаме коментари, SMS, Twitter, Facebook и така натаму, и ќе бараме поголема соработка од граѓаните. Каубојско новинарство е новинарство кое што го има во голем обем во Македонија последниве години. Вадиш пистол и одно пукаш, не прашуваш ако некој попреку те погледне. А цивилно новинарство, еве, граѓанското новинарство, една интерактивност, една проактивна ситуација што ја бараме од слушателите и од оние кои што се на социјалните мрежи, тоа ќе го објасни малку повеќе Вања. Да, Вања Мицевска, ке речев за малку Вања Лазарова, пејачка. Не ме бидува толку за музика. Не знаеш да пееш. И немој. Не. Немој ако не знаеш. Ова се слуша. Дури, например, јас ако запеам во диско, тоа може да биде така при крајот кога веќе и оние кои што работат таму сакаат метажот да се расчисти, па јас и еден стих да запеам, веднаш ќе си отидат, нели, поради... Добри, тоа е корисна улога е тоа. Вечерва нема да пееме, ќе зборуваме за музика, да тоа нема да пееме. Да се вратиме на темата, ќе го афирмираме граѓанското новинарство во оваа втора сезона на Ноќен експрес. Така што во целата сезона додека трае, до крајот на годината, со тоа што од септември малку поинтензивно, сите слушатели, сите гледачи нормално ќе може да испраќаат видеа, текстови, вести, фотографии поврзани со сите актуелни политички случувања, некој новитет кој што ќе го забележат, и има повеќе начини за ова. Може да ни праќате на мејл kanal77@kanal77.com.mk или пак на веб kanal77.com.mk. Нормално дека во функција е ставен и Facebook, радио мрежа Канал 77, вака гласи нашата официјална фан страница, па слободно праќајте да видиме што имате и вие да... За наградите кажа на крајот, богато ќе бидат наградени тие кои што ќе бидат најактивни, најуспешни, така? Да, повеќе се подароци, всушност ние сакаме да подароци, да, Министерство за финансии. Ќе ги вреднуваме на крајот од циклусот најуспешните. Знаеш, таа терминологија, вака во теорија малку слично звучи, ама во пракса може беле да ти направи. Субвенции за музика, главни поенти следуваат. Јас сум за субвенции за музика, меѓутоа не за било која, туку за некои култ ситуации. Значи, во Македонија, во мала држава, тешко е да бидеш култ и да обстоеш, да бидеш одржлив. Тие посебни вредности, таа субкултура треба да се негува и треба да се финансира, да се субвенционира од државата. Меѓутоа, не да се субвенционира нешто што е масовна култура и кое што може самото да се одржи и кое што е со проблематични вредности. Бившиот ни премиер сакаше да забрани еден период српска музика по охридските плажи, односно турбофолк. Сакаше да воведе 70% обврска за македонската музика за радијата. 80, односно 70% дневно. Таква обврска има во Франција, меѓутоа во Франција има 101, не знам колку албуми годишно, кај нас дали 10 албуми се издаваат годишно, така да
Проблематична е таа, може би безпредметна тој предлог со 70%, но сепак успеа тоа на оваа власт да го наметне од 30% колку што беше врската со стариот закон за радиодифузија. Сега етапно тој процент ќе помине на 50% со новиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во реалноста имаме наплив на турбофолк манифестации, турбофолк пеачки. Сепак добро се држи и алтернативата. Работи во андерграунд услови, но жилава е, обстојува и се надевам дека ќе обстои и понатаму. Кога рокери употребуваат фолк елементи, тоа е креативно, интелигентно, тоа е пародично, или се вика етнорок или worldwide music, како што популарно се нарекуваат сите кои ја користат изворната музика, фолк култура, обичаи. Например, Мориканте, Пол Саймон. Имаше, например, извонерен албум со локални музичари од Јужна Африка. Имаше и Манфред Мен, исто преземено во тоа време. Така. Нешто со афрички елементи. Грейсленд му се викаше албумот. Таму имаше различни стилови искомбинирано, поп, рок, акапела, зидеко или зудеко, како се чита, МБА Ганга. Мганга. МБА Ганга. Мабаганга. Ај така. Тогаш со тој албум Сајмон направи и еден продор во срцето на апартхеидот пред тој да го снема. Беше доста контроверзен тој албум затоа што овозможи јавност на тие локални музичари кои што беа задушени, пригушени од апартхеидот. Следува нешто кое што треба да го објасни Гега Маџо. Си познат естрен кафенски уметник. Свирише Deep Purple, и Јаце Лукас, и Боки Марадона, и Миле Китиш. Како го правиш тоа? Switch off, switch on? Како го најде Боки Марадона? Значи, моето искуство со овој дел... Кои се најбарани песни? Значи, вака, последниве 10 години, барем така решив да го сменам начинот на кафанското работење. До тогаш одеше варијанта до некаде 2002-2003 некаде тука подработувавме од тие лесни ноти, но Јас сум те слушал лична карта, си ја пеел Миле Китиш, не знам. Значи, меѓу првите сум го пеел онака, освен Драгана Мирковиќ ја пееш? Не, значи, фалат атрибути за да пееш. Сега да кажам дека сме ги пели Плави слон, Хари Жиновиќ, Джей и такви некои малку полесни ноти. Дури и Мерлин. А сега во поново време веќе не ги комбинираме тоа што каже Сарма да правиме сега. Ти залепил ли некои пари на Deep Purple? Да. И тоа Ама најчесто на Јаце Лукас, така? Не. Значи, она последно мога да кажам дека најголемите бакшиши токму се паднати на Enter Sandman со Металика, подработено Guns N' Roses беше, дали беше Paradise City или беше Чичалдо Майн, не знам. Знам дека тој бакшиш еден народњак кој што не следеше, што ова се исплатило да се работи. Личиш малку на Джей Рамадановски, нема брадичка, не на очи. Не, разлика сме на некој половина метар, верувам. Што е тоа турбофолк? Веќе која си специјалист за... Добро, турбофолк, знаеш, Кога го свириш, треба да знаеш и што е. Така е. Јас сум имал прилика да разговарам и директно со Антонија Пушич, така наречен Рамбо Амадеус, и ми било интересно како тој тоа го дефинираше на времето. А на крајот на кришта, да ти кажам поискрено, и тој во тоа време така го имаш нешто кажано, демек тоа е нешто што е безвредност или вака или онака, но во секој случај тој е всушност таткото на тој израз турбофолк. Турбофолкот не е музика, турбофолкот е какафонија со сите вкусови мириси врзани во една звучна промаја, чија задача е да ги задоволи најшироките вкусови и најниски страсти. Цитат Антонија Пушич алијас Рамбо Амадеус. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Шта ме питаш како живеем ја? Како живеем и стана? За луѓе. Не, тоа беше друга. Плаче ми тугујем. Или Мали мрав. Вриснула. О, тоа е сериозна тема. Сериозна? Сериозна тема. Тоа е турбоеротика фолк. Тоа е всушност еротика, ама онака мало шундирана. 81-2 година некаде опеана, мислам. А што е Оливер Мандиш со Црвен бан? Од Вук Караджик. Да, тоа е само препев Црвен бан, тој само го
успел некако да го вклопи тој израз, кој што и на времето таму некаде по Австрија би правил проблеми на тие јазичарите. Тоа е исто како некој кај нас еротски стихови или приказни народни да Пилето ми употребуваат. пее рано на Сабајле. Од Марко Народски стих Цепенко. нема од тоа. Зашто пее пилето на Сабајле? Не знам, веројатно затоа што има навика да запе. Цацко најдобро знае. Драгана Мирковиќ, Миле Китич, Шемса, Цеца после тоа, не е изворен родоначалник или како се вика, буревестник. Знаеш кој е всушност тука проблемот? Проблемот се појавата на еден ветер, таков јужен, кој што продувал и тука. Јужен ветер беа сериозна група. Сериозни музичари, во секој случај, но оно што го тие мешаат и подоста што токму е кариерата на Драгана Мирковиќ врзана, Миле Китич, тие се токму врзани и Шемса. Тоа се трите ведети кои што работат во турбофолкот во тоа време и прават сериозни пари. Офанзивен, агресивен е турбофолкот, целиот регион го зарази. Да. Тоа е затоа што многу интересно е што веруваме ако веќе загледаш онака честно и ако можеш да дојдеш до некаков впечаток е дека без друго Сите бугарски пејачки сакаат да личат на Цеца па и не само бугарските, туку и се пластифицираат како да, и кредитни картички. романките, например, романките пеат манале. Во Бугарија рекоме турбофолкот ни е чалга, а во Грција лаики. Тоа е всушност исто. Вели вака, скочичу со седмога спрата, родила ми жена, а ја нисам тата. Има ли други такви интересни? А јас знам Колку вако. сакаш? Ја те волим, ја те обожавам, ја би с тобом да се размножавам. Јас те сакам, јас те љубам, за те да се размножувам. Немој да плачеш на мом прагу, да му врата не повуку влагу. Да, она солзи многу да повлече влага. Ова е добар. Не чеш чак ни пасој да ми скуваш, а камо ли децу да ми чуваш. Па шо бара со неја ако не е домакинка? Кучела е, а ја мислим ти си отишо само пробуни си. Ова е непознат стих. Имаме и ние во Македонија турбофолкери, имаше 3 кила банани, имаше Жаклина, Опус, Цане, Кисми, Андријана Кеш, кој други имаше? Познати така. Кисми уште работат. Па не знам дали работат. Пред некој време најдов едни Молика јуниор, мислам дека се вика. Нели имаме Молика, па се авија јуниор, така како... Да, тие се нешто фамилиарно врзани како... Цаки и Марче се од бендот Потомство. Кисми. Значи, штом сме ги снимиле, работат уште. Нашата Снежана Мицевска разговараше со нив на оваа тема специјално за Ноќниот експрес. Видео интервју следува. Ноќен експрес на канал. Милионерче, не си играј, давај, 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 бркни си во джебот, имаш пари, давај, давај, не се срами Во почетокот на 90-тите години во Македонија и воопшто на целиот Балкан започна еден нов музички правец кој што го нарекуваат турбофолк, иако многумина велат дека не постои строга дефиниција за тоа што е турбофолкот. Групата Кисми 24 години на македонската фолк естрада како најпозната турбофолк група. Добар ден. И еве за почеток, добро ни дојдовте во вториот серијал од емисијата Ноќен експрес. Добар ден и поздрав тебе, Жане, поздрав сите гледачи на канал 77 и баш ми е мило што се гледам после толку време, ако не се лажам 13 години. Тоа беше ваше официјално гостување во една од програмите на канал 77. Како дојде до формирање на групата Кисми и зошто го одбравте токму овој стил на музицирање? Па како дојде до формирање? Формирањето ти дојде само по себе, се најдовме, ние сме другари од порано, значи музичари, колеги, се знаевме и се оформивме група. А овој стил, сега, не знам како може да се нарече стил, мислам, секоја музика е добра, ако звучи добро, така да ние свириме различна музика, значи имаме снимено различни песни, имаме многу балади. Прво почнаме најмногу со баладите, тоа време поминува многу добро. И сега почнавме и многу живи песни да снимаме. По-модерен стил, така да го наречеме тоа време, така и го фативме тој правец и до ден денеска е тераме исто така.
Како реагираат младите на оној репертоар кој што вие го имате, бидејќи еве во последно време алтернативната музика е во сенка на турбофолкот, во дискотеки секаде се преферира, значи овој музички правец, ако така може да се нарече турбофолк, и што вие разбирате под терминот турбофолк? Па како реагираат? Прво треба да дојдете на нашите настапи, да видите прво како реагираат. Значи луѓето што биле на нашите настапи, тоа го знаат како што се случува. Поготово јас сум многу горд и ние сите целата група на нашите песни, што овие генерации што тогаш не биле ни родени, ги знаат сите наши песни. И спорам и за старите песни, за Збогом, за него од тоа време од 94-5 година. Така да до ден денеска тие песни се слушаат уште и се што се актуелни. А што се несува до турбофолк, како би го дефинирал тоа, како да кажеш турбомашина, значи оди побрзо од обичната машина, така турбофолкот може и подобро од фолк. Да, тоа е турбофолк. Многу се критикува тој стил на музика, дека имало многу примеси од арапските земји, преработки и мешање на се и се што, ако може така да се каже. Вие имате доста преработки кога станува збор, нели, за вашиот репертоар, меѓутоа она што се издвојува е Милионерче. Па, немаме преработки, да, меѓутоа и тие ако биле некои со арапски примеси, како што кажа ти, ние сигурно сме ги извадиле тие арапски примеси и јас гарантирам дека ниедна наша песна не може да најдете има некои арапски примеси или турски примеси или не знам какви. Музиката си тече нормално и смената е за да личи на нашиот мелос, значи. Јас тврдам дека таква песна ако има некој ме пушти да слушнеме, дека звучи така. И што мислите, дали има повеќе пари во турбофолкот или во забавната и алтернативна музика? Секако во турбофолкот, ние тврдиме за сме го доживеле со гаранција. Тоа го знаат и сите останати што свират и алтернативна и фолк и не знам каква музика. Дека зошто има повеќе пари, бидејќи е најслушано и ги забавува луѓето и уживаат највеќе со таква музика. Има ли доволно турбофолк во Македонија или мора да увезуваме од страна, од балканските земји? Па секако везуваме од страна, меѓутоа еве ние се трудиме да станеме како лидери за турбофолкот и тоа со гордост го кажуваме, меѓутоа пак ќе нагласам еве сите наши настапи се секогаш полни, младите сите песни ги знаат, ги пеат заедно со нас и ние сме горди на тоа. Јас ви благодарам, ова беше идеалната половина од групата Кисми. Цаки и поздрав и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам за поканата, поздрав од тебе, поздрав сите гледачи на канал 77. Поканата, поздрав од тебе, поздрав сите гледачи на канал 77. Ноќен експрес. Гледајте не на канал 77.mk Ноќен експрес. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот. Непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање. Потоа соопштете ја по 21 јули, Радио Кафе канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот, Љубојна, заедно со Брас Фантази, Исмаил Умановски и Джамбо Агушев. Почеток 21:30. Група Еквинокс Джез Квартет. Љубојна во Штип. 21 јули, Радио Кафе канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе канал 77. 21 јули, Радио Кафе канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот, Љубојна, заедно со Брас Фантази и виртуозите Исмаил Умановски и Джамбо Агушев. Почеток 21:30. Предгрупа Еквинокс Джез Квартет. Љубојна во Штип. 21 јули, Радио Кафе канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе канал 77. Сите аптеки. Стоп грч. Кажете стоп на грчевите. Ноќен експрес на канал 77.
Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес. Цаки и Марче се сведоци дека очигледно има турбо фолк во Македонија. Анкета на оваа тема за денешната емисија, односно вечерашната, направивме со повеќе музичари, продуценти, организатори на концерти, композитори и градоначалник имаме. Да ги слушаме пеачката Елена Велевски и градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски, кој стана познат како доброволец, мобилизиран во конфликтот 2001, сведок и учесник во Карпалак, но и како организатор на Пивофест, кај што настапува најголемите турбо фолк звезди како Цеца, но и хрватскиот пандан Северина. Верували или не, тој ги носи фолкерите, ама сонува да ги донесе во Прилеп Металик. Во Македонија има турбо фолк, но штета е што кога ќе се сервира нештото од македонската естрада, потешко се прифаќа отколку она увозеното. Така да мислам дека тоа подитно треба да се смени. Ни фалат млади генерации во фолк естрадата и доколку заедно го направиме таквиот потек, тогаш ќе биде навистина ќе се створи една револуција во фолкот, каде што ќе се наметнат таквите песни и ќе мора да се прифатат. И жално е ако се остани само на оние староградските, бидејќи тоа загарантирано не ни бега, но ако останеме само, навистина тогаш ќе умре македонската модерна песна, а не треба да е така. Тогаш ќе бидеме приморани да ги слушаме сите кои што доаѓаат овдека во Македонија да гостуваат од на српскиот и бугарскиот пазар. Пеевте и забавна и народна староградска, меѓутоа се пронајдовте во турбофолкот. Зошто се одлучивте за ваква музика лично вие? Па јас мислам дека тоа најмногу ми прилега и според годините и според мојот стил, според начинот на живење, така да секој си има своја визија, своја слика каде така да се најде во овој свет на музика. Дали е турбофолкот и вие сте доволно застапени во медиумите? Тоа е еден голем хендикеп, посебно за мене зборувам, бидејќи слободно можам да кажам дека сум една од најангажираните во фолк естрадата, но медиумски сум најнезастапена и жално е што е така, но не знам, моменталната ситуација мене не ме радува. Се бориме за медиумски простор, бидејќи останува да размислиме дали сакаме дали имаме ангажмани или дали сакаме да платиме да сме медиумски застапени. Мене тоа второто воопшто не ми се допаѓа, бидејќи нашата соработка со медиумите е обострано задоволство и така треба да биде. Не знам, сега во денешно време многу е лесно да се наречеш естраден уметник, бидејќи секој може да си дозволи да биде естраден уметник, да снима една песна и да си плати медиумски да е вртен. Јас лично со таквото размислување не си согласувам и подобро ми е да бидам издвоена од сите тие анонимуси, отколку да бидам заедно во ист кош со такви. И за крај само едно ваше размислување во врска со субвенциите кои што ги добиваат музичарите за одредени дела. Дали турбофолк музичарите заслужуваат една ваква стимулација од државата? А зошто да не заслужуваат? Сите заслужуваме. Тоа е еден многу убав гест од Министерството за култура, но мора да се постават и таму критериуми каде кој треба да добие на тие песни, бидејќи повеќе се оди на типување на врски и на пејачи кои што вчера фатиле микрофон да пеат, земаат субвенции, така да мора да се реши и тоа прашање. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес. Како го правите изборот и да бидете поразлични, да не се повторите? Еве, последниве 10 години имате и препознатлив избор. Па видете, секогаш ние самите не одлучуваме, тоа го правиме во соработка со пиварите, главни спонзори. Меѓутоа, тоа го правиме не само тимот кој што го работи Пивофестот, туку и анкета, јавна анкета на која што граѓаните на Прилеп Република Македонија и пошироко ги едноставно гласат за кои се звезди сакаат да настапат на фестивалот на пиво. Големината на овој фестивал е да не се повторуваат звездите кои еднаш настапиле и мислам дека не е добро за еден фестивал да повторуваат звезди, бидејќи со тоа создава, како да кажам, мнение кај граѓаните за неинвентивност. Секогаш гледаме да музичките вкусови бидат максимално
задоволени. Ние не правиме некој алтернативен фестивал или рок фестивал, какви што има доста приватни такви фестивали низ Македонија. Спецификата на овој фестивал е што е се бесплатно, значи самото присуство и гледање на звездите е бесплатно. Има и алтернативна музика, има и рок музика, има и техно музика, има и народна музика, и ново компоновани песни и забавна музика, значи сето тоа е измешано во фестивалот и секој може да си пронајде соодветна вечер кога да присуствува на овој пивофест. И тоа го правиме со ангажирање на одлична, на голема бина и стеж кој што во Македонија не знам и дали воопшто се поставува на некој од манифестациите, освен од некои големи светски музички имена кои што доаѓаат. Во едно ваше интервју, ако можам да забележам, сонувате да ги донесете и Металика или некој таков бенд, како е AC/DC, да прозвучи пивофест и поинаку. Па да, видете, јас сум од секогаш алтернативен, слушам алтернативна музика, омилен бенд ми е Металика. И тоа го кажав во смисла на тоа дека моја животна желба се Металика да ги донесам и зошто да не, тоа е доста атрактивен бенд, па да се надевам в година имаме јубилеј, 15 години од пивофестот, така да в година на тој јубилеј ќе биде малку променет концептот и нормално дека ќе има и некој светско звучно име од типот на Металика, кое што се надевам ќе ги забавува и в година сите посетители на пивофестот. Така да во иднина со право треба да размислуваме на вакви големи светски музички имена, меѓутоа тоа сепак ќе биде во договор и согласно со коорганизаторите, а тоа се Центарот за граѓанска иницијатива, тука се секако и самите пивари, да видиме што сакаме да направиме на тој 15 јубилеј. Меѓутоа и она што сега се нуди на пивофестот, тоа е врвна програма за 4 вечери, што ретко кој град не само во Македонија, туку и на Балканот може да ја понуди. Елена Велевски и Марина Ристевски. Анкетата ги слушнавме, анкетата продолжуваме со Костени Шурбановски Шурбе, дел од тимот на легендарната 103 и Скопскиот Джеси Оф фестивал. Сега дел од Д фестивал Open Air во Дојран, кој според него е единствениот израз на слобода во Македонија во моментот. Д фестивал е одговор на напривод на турбофолкот. Дали е тоа борба или е посебен концепт? Јас никогаш својата работа и проектите во кои што учествувам не ги сметам и не ги спротивставувам на ништо друго. Тоа е едноставно не е борба против ништо, туку тоа е залагање, тоа е заземање на еден културен простор кој што нам ни припаѓа и ние се бориме да го освоиме тој културен простор колку што можеме, знаеме и умееме, а на сите други им пожелуваме среќа и успех во работата. Тој фестивал е дел од таа културна приказна, особено за младите кои што знаеме дека се атакувани од разни страни и со разни музики и култури или некултури. Толку затоа значењето на тој фестивал е исклучително големо. Луѓето доаѓаат да се прочистат или пак едноставно затоа што тоа е модерно на некој начин, дека треба да бидат на некое место каде што се популарните? Па, знаете како Д фестивал е единствениот Open Air фестивал во Македонија или фестивал на отворено. Со самото тоа тој привлекува внимание кај младите луѓе. Младите луѓе сакаат да одат во природа, да кампуваат, да гледаат музика, да се надвор од своите домови, од своите родители, да се чувствуваат слободно, да прават работи кои што нив ги прават да се чувствуваат слободно и токму ваквите фестивали придонесуваат кон тоа и нормално е дека привлекуваат внимание кај млади луѓе и нормално е дека секако магнет популарноста од таму доаѓа, се разбира. Ноќен експрес на канал 77. Диджеј Ненад, како си добар? Здраво, Со лево супер. од срце. Ти си познат диджеј од Штип. Јас не знам познати диджеј од Штип да Па и јас. музичари колку и јас сакаш, не пејачи. И јас не знам, така вели народ. Ете тебе јас те знам. Зошто со Т, тоа е уметнички? Затоа што Не веќе на кога Д, тоа како Јупчо,
па си го смени во тврдо, Па ке не, тебе затоа- обратно од Д во Т, така. Затоа што веќе народот почна да ме нарекува и пишува со Т, па реков ајде нека продолжи уметничкото или артистичкото име со Т. Си бил на екзит, освен тие трагични вести за девојчињата кои што паѓаат од тврдината, што друго се случува таму? Па вчера се вратив од таму. Што друго се случува? Се случува еден огромен фестивал без турбофолк. Нормално супер програма, имаше прекрасни бендови, супер познати диџеи од комерцијалната и од андерграунд сцената, така да глобално едно завидно ниво на кое што за сега ни еден фестивал, мислам, или ниту една организација во Македонија не може да може да го достигне тоа. Да го достигне, да биде некоја. Си бил и на Ибица, има ли таму турбофолк или таму се е турбо? Цело време е таму турбо. Цело време животот, журките на било која журка во еден клуб трае 3 ноќи, 3 дена. Што најчесто најмногу се слуша таму? Се слуша хаос, како се вика? Па се всушност се слуша транс, хаус, електронска музика најмногу. Сега во последните 3-4 години се застапува и хип-хоп, R&B музиката, но се уште има големо ниво кај што се слуша хаус, техно, транс, минимал, сега моментално популарната EDM музика и така. Диџеј не на Т, пушта само музика или и авторски се изразува? Па и авторски, но за сега ги чувам себично моите проекти, ги пуштам сам, ги пуштам на фестивали, на журки, ги презентирам пред народот, но се уште немам издадено за некоја издавачка куќа, се уште ги чувам. Успеа ли диџеите да се изборат, да го надраснат, да го надминат тој понижувачки однос кон нив? Дека они се само репродуктивци, не се продуктивни, не се автори. Еве, некои од нив собираат многу луѓе на концерти. Гета беше пред колку време? Да, пред неколку дена беше на екзит. Па не мора да значи дека само комерцијалните диџеи собираат публика. Многу често и андерграунд диџеите, алтернативните диџеи собираат публика, но многу помалце се медиумски застапени и многу помалце рекламен простор има и на интернет за сето тоа. Така да побавите снимки нормално дека идат од покомерцијалните диџеи, сите ние мислиме дека тие се повеќе застапени и подобро респектирани. Кај може таква музика да се слушне во Македонија? Во Македонија? Па тука во Штипа Гринфест го организираме Пета димензија и Фолков. Фолком дека биде, зошто не, Фолков? Чи нема фолк, така? Баш напротив. Имаше и Великденс. Да, Великденс, за жал ова година не успеавме да го реализираме. Значи забрането е за фолков, така? Така го сватам тоа. Па да, на некој начин. Тоа беше инспирација која што почнавме пред новогодишни празници пред 2 години заедно со мојот тим кој што ги организираме овие фестивали. И одевме со таа парола контра од сите фолк случувања кои што беа во нашиот град. На свадба како се веселиш се? На маса со жесток. Со Миле Китиш, Аца Лукас? Не. Добро, Ненад, дали Македонија е единственото место на планета каде што атмосферата пред диџеј настап на нешто друго, диџеи забавуваат пред настап на некоја звезда популарна турбо, например, диџеј пушта музика? Па може да се види на друго место некаде. Па има, затоа што пред некој период видов на интернет дека во некои си клубови во Австрија и Швајцарија пред познати српски фолк звезди пуштаат некои наши имиња овде од Македонија. Добро, не сме единствените. Така да не е само во Македонија. Ни олесни, добро. Ти благодарам, на крајот ќе се видиме, ќе се слушнеме уште малку. Маџо, така, да слушнеме за фестивалите. Нешто, да, би сакал и Ненад тоа да го слушне, бидејќи треба да ги слушнеме анкетен со Кристина Петреска-Тодоровска и Ивана Васа од два екзотични фестивали Dream On и Акто. Ова е многу интересно. Не за музика или околу музика. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Dream On е фестивал кој се разликува од останатите во Македонија со тоа што не ја става музиката во преден план. Кој е концептот на Dream On? Значи се работи за хибриден концепт на фестивал кој што нема само за цел да ја забавува публиката во класичен ентертейнинг стил, туку напротив да едуцира, да ја облагородува преку уметност и култура. Мислам дека тоа се должи најмногу на профилите на организаторите. Ние како продуценти доаѓаме од со такво образование, ликовни уметности, од светски книжевности,
филозофија и така натаму. И мислам дека тоа беше пресудно за да се развие ваков вид на фестивал и со ваков концепт. Имаме наплив на турбофолк, односно лесна забава и нешто што е помалку квалитетно. Колку Дримон може да се спротистави или барем да влие во оваа насока? Да, оваа година токму и нашето мото е да се бориме против хипокризијата во општеството и токму тие теми се засегнати за време на дискусиите и како тематски денови се така распоредени. Навистина е претерано ова што ни се случува и особено преку медиумите гледаме тежок шунт. Воопшто не е застапена културата, воопшто не се застапени програми кои што ќе бидат едукативни, интересни за гледање, кои што ќе го наобразуваат нашиот народ. И мислам дека тоа води кон деградација на општеството. Нашата идеја е годинава да се разбира со помош на УСАИД, кој што возможи ова година да го подигнеме гласот на фестивалот, да добиеме побогата програма, подобра логистика и со тоа се надеваме дека ќе ставиме акцент на она што е вредно, ќе ја насочиме публиката од тие 5 денови да консумира квалитет наместо шунт и кич и полека во перспектива да влијаеме на поинакви вредности во општеството, односно оние правите. Nokian Express, гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Nokian Express. Гледајте не на канал 77.mk/Nokian Express. Што е тоа што АКТО го издвојува од останатите фестивали? Што е тоа што го прави АКТО неопходен за денешно време? Може би најпрво е тоа што можем да го кажем дека АКТО фестивалот за современи уметности оваа година го слави своето 11-то издание. За разлика од останатите години кога АКТО се случуваше генерално во Битола во период на август, оваа година АКТО ќе започне во август во Битола, но ќе се шири понатаму во други градови, меѓу кои во Скопје, во Тетово и во Штип. Оваа година ние се обидуваме не само да промениме и фестивалската структура, него и да осмислиме како фестивалот може да влие на граѓаните, посебно оние кои што проследуваат култура и уметност. Така да оваа година АКТО ќе започне во Битола и се одвива од 12 до 14 август. Има музички звезди, ќе има голема конференција, ќе има многу настани од област на визуелната современа уметност, ќе има представи, така да АКТО отвара нова страница во својот фестивалски живот кој ќе се обиде во наредната деценија да ја стрикно да ја промовира, isprofilira и артикулира. Зошто беше АКТО неопходен за да се појави како фестивал и која празнина ја пополнува? Може би сега не е единственот, но кога се појавил беше единствениот фестивал каде што промовираше простори кои што се заборавени во град. Да речеме првата година АКТО се случуваше во напуштени фабрики, изборуваше за една ситуација која што се случуваше на ниво на цела држава, односно приватизацијата, отпуштањето на работници и замирањето на цела една индустријска гранка во Македонија. Така да се обидуваше да облагороди едни простори во градот кои што тотално зјаја празни и напуштени. Сега во овој контекст, значи во 2016 година, мислам дека е најмногу потребен заради тоа што промовира за разлика од една генерална општествена рамка на случувања и на уметнички план, промовира современ израз и современ начин на размислување и функционирање. Така да мислам дека АКТО со ова своје издание исто така ќе многу повеќе ќе акцентира и даде на значење на современите развој на уметничката мисла. Дали може да се каже овој тип на фестивали дека се раритет во Македонија или ги има инцидент и дека нешто друго доминира на сцена? Еве вие самите зборувате дека оваа година ќе се случуваат многу фестивали, кои што секој со својата програма и секој со својот начин на размислување и функционирање. Јас верувам дека АКТО ќе се обиде да даде нешто што има нешто поразлично од тоа, бидејќи еве ние самите кои што сме инволвирани во концепирањето на проектот се занимаваме активно ни целата година со продукција и создавање на настани од современата уметност. Така да ова е само некакво величење или фестивалско славење на тие моменти на културата, а исто така и АКТО има во секогаш и имало некаков критички однос кон она што се случува во сегашноста. Така да и оваа година исто ќе дадеме до значење за тоа како ние размислуваме за она што не се случува генерално околу нас. Nokian Express на канал 77.
Who loves Rakia? 21 юли, Радио Кафе Канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот. Љубојна, заедно со Брас Фантази и виртуозите Исмаил Умановски и Джамбо Агушев. Почеток 21:30. Предгрупа Equinox Jazz Квартет. Љубојна во Штип. 21 юли, Радио Кафе Канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе Канал 77. Who loves Rakia? 21 юли, Радио Кафе Канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот. Љубојна, заедно со Брас Фантази и виртуозите Исмаил Умановски и Джамбо Агушев. Почеток 21:30. Предгрупа Equinox Jazz Квартет. Љубојна во Штип. 21 юли, Радио Кафе Канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе Канал 77. Who loves Rakia? 21 юли, Радио Кафе Канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот. Љубојна, заедно со Брас Фантази и виртуозите Исмаил Умановски и Джамбо Агушев. Почеток 21:30. Предгрупа Equinox Jazz Квартет. Љубојна во Штип. 21 юли, Радио Кафе Канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе Канал 77. Who loves Rakia? 21 юли, Радио Кафе Канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот. Љубојна, заедно со Брас Фантази и виртуозите Исмаил Умановски и Джамбо Агушев. Почеток 21:30. Предгрупа Equinox Jazz Квартет. Љубојна во Штип. 21 юли, Радио Кафе Канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе Канал 77. Канал 77. Среда, 21 часот на Канал 77. Слушајте и гледајте радио. Памперс ја наградува вашата лојалност. Со купени производи од Памперс добивате вредни подароци за нега и хигиена на вашите најмили на домашна адреса. Проверете ги условите во најблискиот маркет. Памперс. Гледајте не на канал 77.mk Nukin Express. Бернес пропаганда е нашиот бенд вечерва. Нема да свири турбофолк. Васко, како си, добар си? Здраво, живо, супер. Тина, Васко и Дени. Васко, песната 3 кила банани. Ја пееше Цане, Мане или Ване? Цане. Цане, добар си. Това беше златната ера на македонскиот турбофолк. Да. Дени те чува, имаше една група, интересно, чудно име. Вие сте Бернес пропаганда. Да. Сте имали ли проблем во комуникацијата? Ве помешал ли Васко некој со маркетинг агенција, например? Па да, неколку пати. Неколку пати? Па не е тоа толку лошо, искрено. Ве нуде да снимате реклама, да продавате, да... Си, се што. Владини реклами, нешто не? Владени реклами, да, секако. Мислам, приметливо е влијанието на владата врз нас. Едвард Бернес, роначалник на пропагандата, на маркетингот, немилостраден, прецизен, користи психологија на маси, Да. ги поставува постулатите за нивна манипулација, користи анализи што со и од неговиот војко Фројд, инаку и тој е од Австрија. Па после се преселил во Америка и европски евреин. Познати кампањи му се за големите тобако компании, да, ги тера луѓето да пушат, а не како денес да се откажуваат од пушењето. Зошто овој термин, ова име го земавте? Немаше ли уште попровокативно да биде Гебелс пропаганда? Или тоа е веќе преопасно и некоректно цивилизацијски? Гебелс е као некој внуче на некој многу по-страшен магерсник, знаеш. Затоа што Едвард Бернес е тука највлијателниот човек. Затоа што он дури помагал и упишување на Mein Kampf на Хитлер. Без разлика тоа што бил евреин. Само тоа се прикриени работи кои што луѓето лесно може да ги најдат. Така да не беше интересно затоа што живееме во време на реклами и симулација на живот, така да мислам името ни одговара ептен. Знаеш, го ставаш името на тоа што го мразиш. Например, имаше група директори, знаеш. А никој не беше директор. Да, имаше и културно-уметнички работници. Па имаше и сигурно има и хенсамс, знаеш, нели имаше хенсам, убави. Згодни. Да ти кажам најскриви, интересен е, актуелен е
Бернес и денеска, да ви кажем. Дефинитивно. И во Македонија. Еднашка ни пиша неговиот внук, кој што е фотограф у Њујорк. Али он мислеше дека ни се свиѓа Бернес. Така да, откако се објаснивме, свати дека не е баш така. Васко, Тина, Дени, Бернес пропаганда, повелете, 15 минути се ваши. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес. Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Ноќен експрес. Гледајте не на канал 77.mk/Ноќен експрес.
na jug. Nisam teka istok ne mrzat, nisam teka sever kje ne uništat, negde na zapad kje ne snema. Odvršen neprijatelj, nadvešen. Tik, tak, tik, kriza, pugaj. Trdna po armija, ubi, kva od ljubov kod zemlja da. Pošta ovde nesi pisma, lavo ti je predskoska, tudite na planu se rešava ad. Ta cega, evo Afganistan, a to masi, te se izedova. I nema koji da brani, niko ne ostane, čisto je. Misija završena. Ostav.
Експрес на канал 77. Одиме понатаму. Режија. Се слушаме? Слушам нешто друго тука, затоа. Еве го Васко тука повторно се врати. Ненад. Еве продолжиме со овој квиз интересен. Њу примитивизам е музички правец настанат во време на СФРЈ, изворно создаден во Дојран, во Кумровец или во Сарајево. Ти си помлад, не? Која година си роден? 89. Васко. Да, ја одговарам под Ти си Джастин Бибер. Сарајево. Джастин Бибер генерацијан, така. Сарајево. Терминот турбофолк во употреба го вовел музичарот Антонио Пушики со сценско име Вовганг Амадеус, Силвестр Сталоне. Рамбо или Рамбо Амадеус? Рамбо Амадеус. Рамбо, да. Еден. Непосетен турбофолк концерт одржала Цеца, Цаца, Лепа Брена или Јелена Карлеуш. Добро, тука се кара, треба да е Цеца, ама и Лепа Брена вели во Софија дека била. Добро, Лепа Брена се уште умилета на уметност, знаеш. Лепа Брена уметник. Тогаш на почетоците пред да се вика Лепа Брена која Фихрета, Јахичта. Минимакс ја проби, ама не беше баш тогаш уметност, он знае да пее, се знаеш. зафркаваше, да, знае да пее. Цеца, Цеца. Но тоа е едно од прашањата. Цеца има изваредна продукција. Користи се што е најдобро од текстописците. Например, Марина Туцаковиќ му пишуваше на Оливер Мандич. Ама знаеш кај е различно работата у медиуми. Минимакс така ги фурал тие бендови или На зафрканци, артисти, ама пази она шо викал оваа коментаторката спорт уметничко лизгање од Бабовиш, Бабич, Милка Бабич. Милка Бабич, така. Вика, ја вика на мојот погреб сакам Милка да ми го коментира. Значи ти дилаш со таков тип старт ти е боле, знаеш. Да. Него ништо нема чудно и Оливер Мандич кога почна да се облака како жена, знаеш. Да, и дојде во Скопје, имаше концерт и викаше добро вече, јас сум педер из Белграда. Ја и брат ми бевме брутално разочарани, знаеш. Зашто ја почитувавме претходната фаза и ако си она нормално дете ти се свија таа музика, нели ја пуштаат сегде. Кога се облече како жена малце, знаеш, Тоа незгодно. беше Белград ноќ, така. Тоа нешто во 80-ти збориме, знаеш, во Југославија. Да, ама после тоа имаше и мачо фаза. Не, он цело време е Овде мачо. е ваш црвен бан кој така беше од. Он се дружеше со Аркан, таков тип, знаеш. Да, после тоа Аркан го мачоизира. И уште 3 кила банани ја пее групата Хокус Покус, Фокус или Опус. Опус. Татко ми имаше Како касета. ги знаеш овие 3 кила? Татко ми имаше касета уште во старата кола која што ја имавме и мислам дека скоро пред некое време ја најдов некаде во подрум. Си слушал музика на магнетофон, на кастофон? Ама да. гледам дека ги спомнавте Кисми и Опус, меѓутоа правите историска неправда, не знам, може ја не слушнав. Значи имаше група Алпина. Значи, Да. Алпина беа најпопуларни од сите. Ај песна една И се растурија затоа што па сега не ми текна нешто како да сум дрогиран, може таа нивна да е. О, таа е многу. Не е нивна 2 деструктивна. кила памет нема, може да е нивна. Али поентата е сега касно друг ти има, знам, да опасно. А за DJ Крмак си слушал? Да, он е шарениот во... Тие ги знаеш. И тогаш они го напунија Нова- кале, нова без школа. медиуми, без ништо. Овие Тогаш Turbo Folk беше underground. И тогаш луѓето не сватија тие се тестмейкери што кукаат највише кога даваа пари во висока уметност која што на крај искочи 1,50 м. Елвиджи Куртович, бомба е штампа се Во тоа окей. време младината се едуцираше на тие концерти и тоа стана дел од нивната култура и сега е многу нефер кога луѓе зборат против Turbo Folk според мене. Например, ја немам познавање од Turbo Folk доволно за да зборам стручно. Во дефинициите стрбите напишале, Да. они анализи, студии напишале за турбофолкот, тој е начин на живот, начин на однесување. Скапи тренерки, скапи часовници. Нема, тоа беше чипови. обид да се врати разнештаниот авторитет од страна на семејството, знаеш. И одеднаш кога младите најдоа херои, криминалци, знаеш, фудбалери, сите станаа хулигани, тоа што се збореше затворено у кафана, нели? Дома под перница, сега под чаршав, сега почна да се збори на телевизија и тоа беше Сакаш да зени. кажеш дека можеби тука Бернес замешал раце? Не, па бада, дефинитивно тоа се политички кујни, меѓутоа Turbo Folkот не дое ненајавено да каже дека не се представил, знаеш. А најпродорните реклами во времето на Милошевич на Пинк одеа политички маркетинг.
Баш покрај тие песни. Па не, најдобра, значи најдобар Што начин не да се му го објасни гледа, ти му го визуелно филмуваш. турбо фолкот е, иди реклама гледај на Карич банка од 91 година. Значи имаат реклами, постери Карич банка, значи таа знаеме дека е една опасна масонирија, така кој што меле све пред себе, типичен представник на новите тајкунски форми, така животни кои што владеат со нас луѓето, знаеш. Тоа се анунаки, пратени од Господ. И он има реклама која што, значи, еден таков банкар со таков кредибилитет семејство, знаеш. Пишува, онака се понаша као диџеј Крмак, така, значи, поинтата е што више тоа е нивото на комуникација, нема врење тука, знаеш, значи, тоа е тоа. Вие сте интересна група, меѓутоа, јас би се пошегувам малку, меѓутоа, шегата не е далеку од вистината. Вие сте како објективно новинарство, досадно. Да, така е. Никој не сака да... Сите сакат пропаганда, да ги лажеш. Нема секс, нема провокација, кај нас само напорна работа. Значи, она баш тоа што не го сака ниедна влада, знаеш. Реков дека субвенции се потребни токму за вас, затоа што сте вие една со култура, култ ситуација. Лесно е во Америка на 300 милиони да видиш култ. Не, ние кога бевме во Америка, на турнеја, например, не спиев во Македонскиот културен центар, пошто немаше место, знаеш. Иако бевме прв бенд што иде така на озбилна турнеја, поише од 2-3 дена, да не е народно. Субвенции не даваат за ваква музика. Не можеш ни да спиеш, значи таму. Не може да направите некоја за трето дете, за... Шо ке не, ние имаме трето дете, Дени. Дени не е трето дете. Вие карикатурата. Супер е. Северина Карлеуш, веројатно. Да. Овој кој е тука? Боки Марадона, не знам кој е Боки. Некоја екипа не е битно. И Симпсон, ево ова бендисува, да. Улица жртва Турбо Фолк, Балканском улицом имаше една емисија на РТС, распродадено. Градоначалниците не ве сакаат нешто, не ве викаат, освен сега во Дојран. Не сакаат. Само тешко им е да признаат, знаеш. На Пивофест ве викале до се? Да, многу пати. Само не... Во Крива Паланка, во Карбинци, јас не викале доста пати, само... Значи не е дека не викале луѓето, меѓутоа ја мислам дека дел од многу битна работа е домашно воспитување, да знаеш кај ти е местото, знаеш. Има луѓе што таму многу подобро ќе ја завршат работата од нас, ние само ќе се брукаме како некој јак скопски бенд, знаеш, кој што никако не може да ја придвижи таа маса таму, знаеш. Многу сме препазливи, ако не е тоа музика која што народот ја слуша секој дневно, многу е тешко, тоа е предизвик, ја не би влегол, тоа е кога да влезеш да играш фудбал со деца против Барселона, знаеш, кога не е ферски. Јас ви благодарам за гостувањето, очекувам уште една тема од вас. Твитови неколку од социјалните мрежи, можете да се подготвите. Еве еден од мене. Муз во Атина, Iron Maiden во Сплит, Nightwish во Софија, Саша Ковачевик во Охрид, Аца Лукас во Прилеп и Цеца во Струмица. Да, јас го забележав кај да треба да дојдат, да. Дури језиво. Да, негде 30 и 31 јули, така нешта. Деспот вели Македонија е единствено место на планетата каде атмосферата пред диџеј ја загрева популарна турбофолк звезда. И друг твит, гр мяу мяу, животот е поубав кога немаш колеги што фрчат турбофолк од соседната канцеларија. Имам јас вакви колеги, ама со нив животот ми е поубав, се веселиме ние на ваква музика. Вајанте, благодарам, јас многу ги почитувам БНС пропаганда, ги почитувам и Мизар. И ги слушав со нив израснав. Да го слушаме Горан Трајковски на тема турбофолк, па после тоа завршуваме со БНС пропаганда. Ова беше првото издание во втората сезона на Нокен Експрес. 1 час. Малку, многу, толку е. Се слушаме, се гледаме наредната среда во истото време, од 21 до 22 часот. Горан Трајковски, па БНС пропаганда. Нокен Експрес, гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Нокен Експрес. Гледајте не на канал 77.mk/Нокен Експрес. Што покажаа годините на сцена? Има ли простор за алтернативна сцена? Секако дека има простор за такво нешто, но прашањето сега би било зошто таа алтернативна сцена е толку анонимна или потисната на рабовите, на постоењето, на маргините на нашето општество. Виновни се самите ние за сето тоа, значи сите ние како етники, како личности кои се сочинуваме оваа заедница. Се случи она што се случи, а тоа е калирање, пад по квалитетот на живењето, пад на моралните вредности, воопшто на системот на вредности. И таа алтернативна сцена која што, да речеме, во 80-тите години на минатиот век држеше еден значаен дел од живењето
посебно на помладата генерација, денес е речиси и непостоечки. Зошто турбофолкот стана на културно живење, почнувајќи од музиката па до сите останати животи? Некој ќе нападнат и разболен. Турбофолкот е всушност еден вид на обштествена културна болест, а не е културно живење. Според некои размислувања, всушност ставови, мас-медиумите, пред телевизијата ја има главната вина за продорот на турбофолкот. Каков е вашиот став? Телевизиите се собственици, како и големите медиуми, се собственици на најбогатите луѓе на светот, без исклучок, освен на локално ниво, кој што е веќе некоја друга ситуација, но на светско ниво се собствеништво на најбогатите луѓе на светот и тие се алатка во нивните раце и служи за стварање на се поголем и се поголем профит. За жал, резултатите кажуваат дека профитите се ствараат секогаш на штета на широките народни маси. Ваша оценка за денешната алтернативна сцена во Македонија и поширок? Алтернативна музика во Македонија се занимаваат само исклучително луѓе кои што го прават сето од најчист ентузијазам. Иако и порано беше многу слично, сега е работата доведена до нејзината до самиот вид, до самиот екстремен крај. Таа ќе постои и понатаму, ќе екзистира онакако што екзистира во некој агол на нашето живење, во некој ќоша на нашата свест, ќе ја чека својата, условно речено, историска можност повторно во еден погоден временски или историски период да го завземе своето позначено место во купно земено во нашето живење. Има заработувачка или само љубов и ентузијазам? Апсолутно, само љубов и ентузијазам. Заработувачката е кај сите луѓе што се занимаваат со алтернативна музика од нешто друго, а не од самата музика. Гледајте не на канал 77.mk Nuken Express. Заслуживам насловна страница во боја, златни букви во историја, повеќе од што добивам. Прогресот значи повеќе, а не по-добро. Che
да заволиш публика која секој ден очекува повеќе. Козметика, не етика и нешто ново. Свеж лет, MP3, брзо засадува. Свеж лимон, нови удар, брзо засадува. Google, не постои трашење кое некој друг постави пред тебе. Барем 5, 6, 7 пати, што да прави Сара Гомес. Ти си Сара Гомес. А ние сме неофили, гладни сме за нови вести. Ние сме неофили, само 8% од парите во светот се физички. Останатите постојат само во нашите глави. Замисли. Само во нашите глави. Замисли. Само во нашите глави. Изгледаш по-добро на монитор отколку во живо. Остани дома. Остани затворен. Остани затворен. Остани затворен. Анонимни како затворенци. Нелегални жолби и старци. Анонимни како жената која ти слега джемпер во фабрика. Ние сме неофили, гладни сме за нови вести. Ние сме неофили, деца на брзи промени. Ние сме неофили, деца на брзи промени. Ние сме неофили, гладни сме за нови вести. Изгледаш по-добро на монитор отколку